Добра вечер, почитувани. Повторно сабота, повторно сте во Аго. Овој пат Аговот сум јас, а од мојата лева и десна страна се две млади момчиња кои што се членови на групата Replay, односно Replay Band. Од мојата лева страна е Никола Делиновски. Добра вечер и добре дојде во Аговот. А од мојата десна страна е Столе Коцев. Добра вечер и за тебе. Она што ми остави мене печаток е тоа дека Никола ти си од Македонска Каменица, а Столе е од Струмица. Како се најдете вие двајцата да формирате еден бенд? Тешко. Тешко. Се баравте, се баравте? Не сме се барали. Живеевме заедно, студиравме. Тоест учевме во Скопје, живеевме интернатот. И таму нели секој со секој се знае. Таму се запознавме, ама немаше ништо тоаш од бенд. Помина неколку години, се запишавме на факултет, па после третата година станавме цимери во исти стан и така направивме бенд. И така еден ден, не знаете што да правите, си викате, ајде. Буквално си седиме во иста соба. Тој е музичар, ја музичар. Така. Зашто да не направиме нешто кога можеме да направиме? Replay Band. Не е Replay Band, туку е Replay само. Replay да, само. може само Replay да Само се Replay. каже. Добро, без бенд. Не бендирате. Не Зашто Replay? Се повторува нешто постојано кај се? Не се повторува. Песните Една песна 5 пати. Реплей. Не. Ми закажаа свирка во Димир Хисар, таму е првата свирка во Реплей. И во стил како се викати, ние воопшто не знаевме. Немавте име? Да, немавме име и така на линија. Добро, и како ве најавуваа пред тоа, како Никола и Столе настапуваат вечер? Он со еден бенд, јас со друг бенд. Цело време, знаете, тезгарски работи, да кажеме. И, знаеш како се викати Реплей? Ако свириме наредниот пак ќе бидеме Replay. Да. Во стил прв пат кога идем у кафичот сме Play, втор пат сме Replay. Во бенд таму да идем. Викнале повторно? До ден денес таму свириме веќе години и нешто. Освен таму каде се имате свир? Колку време, ајде прво кажи ми, колку време постоите како Replay? Па, скоро еден месец правевме роен ден, свиревме студентска во Пелагонија во Скопје. Повеќе, али така да кажем. Така, тука негде. Постоиме година и 3 месеци, сега точно да не прецизираме, нели? Свириме буквално из цела Македонија, можеме ги да броиме сите градови, сега да не почнеме кај што свириме, ама можеме да се пофалиме дека свириме баш секаде буквално. И тоа е супер за нас. И Replay, Triplay... Replay, Monoplay, се. Одлично, и каде, еве да речеме, каде најмногу вас ви оставило впечаток, во кој град? Каде се луѓето најрасположени? Димир Хисар беше, али веќе да, не е тоа. Се сменија газите, али пред тоа имаше многу јака еуфорија. Дури дававме пари од нашо се вика само за да идеме да свириме. После тоа, после свирка на лов идете. Така можеме да кажеме. Кој е за женски, кој за животни, така. Што имате на репертоар? Македонска ексио музика. Сакаме да прецизираме повеќе да свириме македонска музика. Евергрини, што е многу добро за нас. И сакаме да вратиме македонската музика, да нема баш многу српско. Да не ги набројувам сега овие нови што се. Има и странско, имаме и женски вокал, привремено го викаме, имаме и бубњеви, имаме буквално се, само ги викаме по потреба, а Replay, кој Replay сме, ја и Столе. А што свирите, на кој инструмент? Јас сум гитарист и вокал. Јас сум саксофон. Не пееш чат пат не? Па нема Па како не може ќе пеам. Па цело време не свириш сигурно. Па цело време свирам. Цело време свирам за да звучи и да попуно, да има баш музика, мора цело време да дувам и јас. Тоа ти е професионален И музичар. како саксофонот влегува во секоја нумера македонска? Некако влегува. Правам да влегува. Импровизирате. Па да, импровизирам. Се снаоѓам. Добро е шо. Преферирате ли некој од македонските автори или пејачи, да речеме, да ви е така позастапен во вашите настапи? Сите ги свириме, буквално се. Имате порачки од Па посетителите? да, има на салфета кај напишат и ја дозволите му вратам 100 дена. Не, ние сме друг стил на музика, свириме културна музика, кафичи, ланч барови, така да побони е. Таа варијанта него да свириме порачки, бакшиши, такви работи.
Покрај останатите градови кои што не ги споменам, а сите се нели, некаде некај што имате настапувано, настапувате и во Штип. Да, настапуваме секој четврток во Штип, скоро секој четврток, низ локалите во Штип. А морам да најавиме дека мејана традиција ми е прв настап на отворањето, свиревме со мојот бенд и бендот во Штип, во мејана традиција. Така. Само да им кажам на гледачите дека моментално се наоѓаме во мејана традиција, повторно и најверојатно претпоставувам ќе ни стане и на нас традиција, во Агол почесто да ја снимаме овде, меѓутоа атмосферата е прекрасна. Разговорот со моите соговорници тече безпрекорно, така да мислам дека немаме нити јас, нити моите колеги, а нити моите гости никакви замери. Мора да те прекинам сега. Устари ти ме прекина, сега ќе те прекинам. Свиревме заедно два бенда, на татко ми бендот и мојот бенд. Тоа беше отворањето. Обично кога свириме во Штип, секогаш доаѓаме тука на една убава пастрамелија, да си најадеме, за да можеме дали после убаво да свириме и да пееме. Така да без пастрамелија не можете да свирите. Па у Штип сме. Да се разбереме. Без пастрамелија во Штип? Да. Како да не си бил во Штип? Да. Што е традиционално јадење во Македонска Каменица? Кога свирите таму, што јадете, например, кој би тука јадете? Што ќе направи мајка? Што ќе направи мајка? Каменички кажано боб. Боб. Иначе гравче. Не знам, секој што лично не знаем. Таму си живееме и се јадеме. А во Струмица? Во Струмица? Претежно јадеме дома, пошто нели дома си е дома. Никола најмногу ги сака на мајка ми плешките прсти. Да. Така да. И секогаш кога идеме, тоа ми е специјалитет. Кажавте дека на репертоарот имате голем број песни од македонската музика, на македонската естрада, забавна преценена, но имате и ваши, како што кажат, и кавери преработка на две песни. Така. Првично беше Куќето мое, од Студени нозе, ама таа песен некој не ми успеа, тоа веќе мислиме дека е поминато. И не беше некој напредлог за нас, искрено. Тоа и пред тоа имаме направено кавери. Ништо посебно да кажеш дека си малку поразличен од другите. И една вечер седиме со него, нели, кој што кажавме цимери, ајде да правиме нешто, што да правиме. Нешто ново. Нешто ново, што го нема никој направено. Ајде нека биде Евто Попиновски. Свиревме баш со Евто Попиновски месец дена пред разговорот и текна на него. Дај да направиме нешто од човекот. Едно свиревме во Велес на Питијада, така беше. Беше пред година време. И пустила ќе правиме од него, некоја забавна верзија нели да може да се слуша и по локалите, не само по кафаните. И мислам дека тоа е успешно. Ајде сега да слушаме прво. Други си бескрайно бидејќи по-добар прием. Да. Така. Ке слушателите да слушнеме и видиме преработката на Туѓе си бескрайно, а потоа ќе се вратиме повторно во мејана традиција и ќе продолжиме со разговорот. Светла куќа, нашето огниште, тука си бевме секни и тука си растевме. И нашето дрво расте над нашето скришно место, кај што се љубевме. Наеднаш ќе згасне и летото ќе се смири, каво ќе засвири. За една судбина, овој што силно љуби мора да губи, туѓа си бескрајно. За една судбина, овој што силно љуби мора да губи, туѓа си бескрајно.
сега молчи, ќе биде осаме. Оно што сега плаче, вечно ќе загува. Изплачи се сега мила, изплачи се така сама на моите рамена. И наеднаш ќе згасне и летото ќе се смири, каво ќе засвири. За една судбина, оној што силно љуби мора да губи, туѓа си безкрајно. За една судбина, оној што силно љуби мора да губи, туѓа си безкрајно. Оној што силно љуби мора да губи, туѓа си безкрајно. Забавно латино верзија. Така. Тоа ви е преработката на Туѓа си безкрај. Зошто токму тој стил? Ние само се одлучивме дека ќе свириме таа песна. Ние не знаевме како ќе свириме таа песна. И отидовме во студио и Влага Столи вика, што го свирам? Викам, не знам, викам, ја не знам песна. Влезе он, нели довар импровизатора. И ја направи песната супер од прва. После ја влегов, ја испевавме, свиревме. Ни помогна Ангел Ќосев, ке него снимавме во студио Подрумот. Ненад Стамбулиски се погрижи за спотчето и така испадна нешто убаво. Каде го снимавте спотот? На езерото Треска. Езерото Треска. Да. Колку време траеше снимање? Колку време траеше? Траеше прилика 6 сати. Так, 5 сати траеше. 6 сати. Не е многу. Не е многу, али Не е многу тоа, да. така испадна баш да изгледа професионално, а не беше со толку професионални камери, со многу екипа, туку беше баш онака, ајде да снимаме нешто, а испадна стварно многу окей, многу супер. Мене ми се свиѓа, многу повеќе ми се свиѓа спотот отколку песната. Да, точно и мене исто. Кога е случајно е побо. Да. А така кучето моје, абе вака ќе направиме, така ќе направиме, ова ќе направиме. Го мислевме и на крај ништо не е. Сега не се вреѓаме, не дека не е ништо направено, убаво е направено, али за разлика со Туѓа си безкрај не може да се спори. А кучето моје со која правите? Имаше Лера, не знам како се викаше, снимаше еден дечко. Ние имавме уште еден со нас, Петар, он труба свиреше. Направивме нешто, ама тоа беше во парк снимено. И не е толку професионално. Човекот не се занимаваше баш со таа работа. Мислам дека снима вести на сите. Поради тоа и не е таков спотот. Али во секој случај, пофалби до него, поздрав до него, до сите што беа со нас, што се работува и така. Ајде да видиме што се случува во спотот за кучето моје, зашто на Николина Столе не им се свиѓа баш. Јас имам куче, во дуќанот ми лежи, тоа неќе кучки од нив кожа му се ежи. И покрај сите кучки стари кучишта кружат, со кученца фини тие неќа да се дружат. И моето куче сака по дупки да се пика, и кога ќе се пикне ми доаѓа да викам. Целиот се тресам и срцето ми тропа, а тоа ни да чуе по дупката си копа.
Разбиење ноќе сака да се мази и не ме остава да спијам, по колено ми лази. И како кучето мое, нигде нема друго поголемо од кифла, а помало од југо. И обожава мачки и рибчиња мали, на кози со шминка кој ќумбе се пали. Ко кучето мое, нигде нема друго поголемо од кифла, а помало од југо. И обожава мачки и рибчиња мали, на кози со шминка кој ќумбе се пали. Што сорта е не знам, можда птичар ми е, ама големе раки има на јајца да спие. Чиме меѓу коњи, од нервоза врие, одма бара дупче, на темно да се скрие. За изложба не, ама добар е по душа, крв неќе да гледа, ни овкање да слуша. Искока на сите што сака да пушат, со опашот мрдач им го чепка за гуша. Разбиење ноќе сака да се мази и не ме остава да спијам, по колено ми лази. И како кучето мое, нигде нема друго поголемо од кифла, а помало од југо. И обожава мачки и рибчиња мали, на кози со шминка кој ќумбе се пали. Ко кучето мое, нигде нема друго поголемо од кифла, а помало од југо. И обожава мачки и рибчиња мали, на кози со шминка кој ќумбе се пали. И како кучето мое, нигде нема друго поголемо од кифла, а помало од југо. И обожава мачки и рибчиња мали, на кози со шминка кој ќумбе се пали. Вие си кажавте се што имате за оваа песна, за кучето мое. Имате ли во план година повторно ајде да не речам сега преработка или кавер на некоја песна, дали имате идеја за ваше собствена песна? Имаме планови да правиме нешто, наше нов проект, да се занимаваме малку по-професионално, па да не биде само една песна, да биде како сингл, туку да направиме до крајот на 2016 едно албум, CD. Не мора на сите песни да има спот, али барем на пола од песните да има поне некој спотче така солидно, да не биде лошо. И така се даваме поголем рок на време за да испадне нешто убаво, нешто добро, квалитетно. Кој стил ќе го преферирате? Кој стил ќе го преферираме, па? Претежно ќе биде забавно, во рок варијанта, нешто латино, нешто джез. Не знаеме уште. Пред тоа сакаме имаме многу идеи, али сепак после секоја идеја треба реализација. Така да ќе видиме. Зашто има ли некои проблеми во однос на реализацијата? Не, нема никакви. Има или не? Финансиски проблеми. Финансиски проблеми, тоа да. Не, шала на страна. Прво сакаме да направиме уште некоја преработка таква народна песна. Тинки катинки примери, која е шекерна.
да излеземе ко CD наши од кавери, да направиме промоција, па тек после ќе го ставам Столе, он Они по идеите? е по идеите, го ставам него, он има повеќе луѓе нели на факултетот, ќе правиме фул бенд, тоа ни упlanот за да испадне нешто врвно, да можеме стварно да направиме со PR маркетинг, со тоа се чудо. С промоција на телевизија? Така, па нормално, канал Пус ме прв. Со што друго се занимавате освен со музика? Значи, вашите свирките, вашите настапи се претежно навечер. Па, зашто друго, јас спомнавте со ништо друго, факултети. пошто тоа студирам, од тоа живеам, од тоа планирам и да живеам цел живот. Друго и немам занимација, освен хоби некои што ги имам. И тоа. Што имаш кој? Па имам Да хоби спориш многу, кафе? рибар, ловџија, се. А ти Люка? Ја ке станам и првата врска ми е кафето да го испијам. После идам на факултет, јас сум на економски факултет, на приватен. Затоа ти постојано финансиите ги спомнуваш. Па нормално, сега, кој зашо си е? Чабе, Значи во реплей ти си одговорен за финансиите, ти си Така. одговорен за За музичките музиката идеи. Така си имаме, ние поделени сме. Имаме заеднички бизнис со Столе, што мора да го кажеме. Изнемивме гаража, ние опремивме со опрема, значи бубњави, со студиска опрема се и ја знемуваме. И од тоа сакаме да заработуваме нешто ситно ко за нас. Нели знаете, студентски живот. Од кај да заработиш, сладка е парата. И така. Тоа го правиме заедничко. Ќе Сите- изнајмувате на кого? На други бендови, влагаат други бендови, се изнајмуваат термини. Така, Да пробва. да, за проби. Исто така ја користиме и ние да пробуваме внатре. Да. Само тоа се дешава многу ретко, искрено. Зашто ретко сте неверојатно? Затоа што се зависи од мене. Значи, ако ќе ја научам песната, на Столе ме многу полесно ме прати. Песните се тие, ги знаеме сите и од време на време ја ќе ставам нова песна, ќе го направам репертоарот. После одно И се па- свирка ќе се уклопи со мене и тоа е тоа. Во неделата свириме по 3-4 пати и после ни јас сакам да го видам инструментот, ни тој сака да го види Малку да инструментот. се релаксирате. Да, малку е напорно со акустична верзија, затоа што сме сами, он да не свири е празно, ја да не свирам е празно. Така да секој мора настап е многу континуирано. напорен, да, многу напорен. Ама издржуваме, нели млади сме уште. Така. Пробите ви се напорни со ово што го кажавте. Па проби немаме. Вие не пробувате, бе не се мога да раждате, напорни. што бе? Не, знаеме некој да направиме проба, Правиме баш проби. на една песна направивме проба, од Златко Лозановски беше песната, и до сега ниеднаш ја немаме изсирано. И тоа ни се деси. Да, мислам ние двајца, иначе имаме правено проби со фул состав. Да, кога со фул идеме. состав. Пошто таму мора да правиш Таму. проба, пошто не сме двајца, он да води ја да пратам, туку 5 души не се малку. Секој со секој ако се води и тој ќе биде кашен попар. А кога и како настапувате со фул состав? Зависи од кафичите, од локалите што ни бараат. Настапуваме во Битола, во Рашчикор, во Валандово, во TNT. По дискотеки, По дискотеки идеме, идеме идеме фул. со фул состав. Така. А таа кој има некои локални кафичи, си идеме сами. Бидејќи помал е просторот, Па да. нема место за При 40 квадрати, 80 квадрати нека ја прекусила локалот, не можеме да имаме фул бенд. И ни треба нас 20 квадрати, што се вика. За фул. Колку сте задоволни од тезгите? Многу. Многу. Супер, Супер. супер. Задоволни Освен сме. тие 100 денари во Сафет. Ај тие не се битни, ќе ги дадеме така. Не, супер е, ја го менаџирам бендот, нели, па ќе кажам за музиката. Тоа е тоа. Имаме доволно контакти, нели у интернет кога живееш, со овој се знаеш од таму, со овој од таму, ќе му се јавиш, па дај ми број од локал и така доаѓаме до сите контакти. И супер ми е, супер до сега. Викендот сме блокирани, наредниот викенд сме блокирани, значи цел јануари ни е фул и сме преморени. Нова година исто ни беше нонстоп фул. Наредната недела, сега пак и нонстоп тераме. Февруари веќе почнуваме со студентските домови, таму ги свириме студентските забави и тоа е тоа. А кажавте ли каде студирате? Во кој студентски живеење? Не живееме во студентски. Не живеете во Па бевме студентски? многу мирни во... 4 години живеев Живеев. во интернат и ни мое дете, ни внуче, ни паравнуче ќе стапне во такво и станува. Е, тоа е, искуството си правите. Не, искуство. тоа се зависи од човекот, не Да. ослуши него. А ти би дали дете и внуче? Јас слуши Не, тоа. лошо е, сепак. Па тако е се шо бра. Ама не, тоа е добро искуство за нас. Си видел се? Дали Си спил и на земјата може и си. до времето, пошто во тоа време
бевме во интернат кога ни воспитач се замараше со тебе, ни директор на интернат. И така едноставно си пуштен на своја волја. Дете пуштено од 13-14 години на своја волја, секаде ги е. Така да, али сега како што знам, интернатите се малку стегнани. Да, стегнати, реновирани Може да кажем дека се малце као затворно прави. Ама не е интересно така. Па ни така не ви. Не е интересно така да. Не е интересно таа што мене некој да ми каже ова така. Ти си знаеш што треба да правиш, ти идеш, ти си уживаш, што сакаш правиш. На 14 години, баш Да, не на знаеш 14 што години треба ти да не правиш. знаеш баш така. Ама добра, во секој случај имаме Вие добро. основно на 14 години кога ве пратиле во интернат, ве пратиле да учите и друго што на 14 години што Да. Па да, можеме да кажеме дека 100 Да, ти лев таму времен си, ученик. ти таму Дека си сите му отиден да се учиш, али се правиш, само не учиш. Кога немаш контрола некој, али дете од 14 години колку може се срами да каже, он е вровен ученик. Така кажам. Да, Браво за него. сигурно. А ти? Па јас сум Тој И имаше ти си долга коса. вровен сум, да. Долга коса имаше и Или тоа не ме сака. Замис, стари професори ќе видат долго коса, а ти си вако, ти си така. Не учиш. Не учиш. И така. Па добро, тоа требало да ти биде мотивација да им докаже па. да, Два докажуваше. прста кревам, ја тука се знам, ја ова. Професор ќе можем да идам по надбор. За тоа креваше два прста. Не, во секој случај супер искуство, убаво си поминавме, Да. не жалиме за нашето детство, сега сакаме нешто посериозно да фатиме. И тоа е тоа. Посериозно, например, што? Посериозно е. Сега можеме да кажеме дека сме професионално се бавиме со таа работа. Значи ностоп си тераме тезги, си заработуваме од тоа, живееме од тоа, помагаме дома на нашите. Си се враќа после свирка секој дома Да. и тоа е тоа. Не е ко пред тоа што говоришам. Значи посмирени, по-зрело Пред тоа размислување. беше идеш на свирење, после свирење и те нема 2 дена. А сега, после свирење Сега сте дома. по-озбилни, Е, па. по-сериозно сте го сватиле Се животот. гледа. Да. Нема веќе долги коси. Нема. Еј, колку ми е криво. Сега па не ми дават. Добро, на Пак куќето го мое го Да, видела на со куќето долги мое го коси. видела. Добре. Биде и подобро. Ти би. Одиме со джингл, а потоа се враќаме повторно овде во мејна традиција и ќе разговараме со Никола и со Столе за нивните почетоци. Рековме дека со Никола и Столе ќе поговориме за нивните почетоци, односно кажаа тие на почетокот на емисијата како дошле до идеја да почнат да свират заедно, меѓутоа многу не направивме повеќе муабет за тоа како, каде пробувале, што се случувало и кој се друг бил дел од нивната екипа, нивната група. Тоа е еден од сопствениците на мејана традиција и затоа не сме случајно овде. Со нас вечерва во Агол е и Јовица Златановски. Добар вечер, ги поздравам сите гости и гледачи на Канал Плюс телевизија. Јас и Никола сме заедно во почетокот на неговата кариера. Ние сме комши, куќе до куќе и заедно почнавме во основно училиште во музички школски оркестар. Нашите родители исто така се музичари, така неговиот татко свирише гитара, он го наследи, а јас бубњар, по мојот татко. Они беа заедно во бенд, па и ние, нели, да ги наследим. Джуниор. Така е. Оникс Джуниор. Оникс Джуниор, баш така. Така беше нашиот почеток и првата свирка ни беше во ресторант Кис, што беше собственик исто он, тоа е татко, што беше мал. Таму И за тоа си го наследил татко. И за тоа, па. Од ден денес. Традицијата Така. мора да продолжи. Мора да продолжи. И потоа, колку време свиревте заедно? Ние свиревме малку време, значи додека бевме во основно училиште, музичари, угостител, не е голема разлика, значи секако работиш со луѓе. Така да јас си останав на Првиот другата настап ни струка. беше во салата, спортската сала во Македонска каменица и поминавме. Тоа што беше еуфорија, Беше луѓе, многу добра партнери, атракција, да, мали многу деца, добро. А цел свират. бенд. Да, ја и свириме и
Првата песна ја памтам и беше Мотори. Тие јагода свиревме, други кои ги Кривое море, знаеш, почеток XU. стаи едина XU музика, тие некои песни беа. И си правевме проби, пак е мене дома, пак е него дома. Немавте гаража, тоа Немавме гараж, баш. Беше убаво. Тоа беше многу убаво. Среќа што имавме опрема од нашите родители. Да, така. Тоа беше голем чекор. За нас, затоа што не ти дава поклон, еве ти, учи, свири и биди добар. Вие тоа буквално си го свати. Ти конкретно. И јас си го сватив, Јовица, зашто да не си го сватив? Па добро, он сега е И не му да, по еве друг ти чаша, бизнес. еве ти, кружка, еве ти. Он Да, друг- ти ресторан он друг- работи. Не работи што сакаш прави. После нели се одделивме од средно дојде во Штип, ја дојдов во Скопје, ја имав. Ја сменив преку 10 бендови, мислам дека. Ама едно време свиревме свадби, искрено ти кажам, бев бас гитара таму. Имаме две-три такви искуства на свадба. Па после имаше крштевки, па по кафичи, па маторски, па 5 години од матура, па 10 години од основа, па не знам што, не знам како со тој бенд. Не визитор се викавме. После Инферно, после имав ја Акустик Грув, Blue Line. Blue Line имавме, таму бевме прваци на Јанички бисерни Источна Македонија, мислам дека така беше. После имав трибутна метал музика. Свиревме од Стърп, после имав Никола Падар, тој певачот се викаше Никола, ја бев само гитарист. После, не може. Значи многу ги има, многу. ама вистинското си е сега и професионалното си е сега, онака да терам. Колку години имаш? 21. Малку години, а многу искуство во 21 години имам, музичките а води. почнав да свириме така по локали. Прв пат ми беше 12 години имав. Октомври пунев 13. Мене летото ми беше свирката и тоа беше курбан на полицијата. Значи првата свирка на полицијата да свиревме. А пред тоа тие што нели настапи што беа со мојот драг колега или комшија. Тоа беше, не знам, 10 години така беше. Од тоаш. И колку време свиревте заедно, ми кажеш? Ние свиревме 2 години, значи од 6-то поделение, основно до 6 се 3 Осмо. години. 3 години сме. од 6-то до 8-то. Морам да напоменам дека Никола е многу добар менаџер на бенд. Мислам дека има таква енергија што може да се снајде за во секој локал. Тоа му е Браво. голем менаџерство. Тој си го каже. менаџирање десетка. Ти беше Јовица на тапање, така? Да, бубнер. Бубни. И какво е искуството да се свири на тапани, да се биде дел од една група? Искуството е значи многу добро. А каква е разликата меѓу бубневи и меѓу кафана? Менаџирање на ресторан. Па разликата Што е подобро? огромна. Подобро е да седиш позади тапаните или да бидеш вака дел од да организираш забава на голем број на луѓе, бидејќи овде доаѓаат голем број на луѓе. Доаѓа така голем број на луѓе, многу е голема одговорност. А бубнер само ги пратиш другите. Значи, мислам дека бубнерот е ступ на бендот Точно. Со бас гитарата. со бас гитара. И стубот ве напушти. Ние бевме тежок ступ со него. Да си бендот имал бевме со него, знаеш. два стуба. Ние каков зид можеме да држиме. Плоча горе, еј. Не, супер, убаво искуство. Заедно детството си опоминавме у двор, и фудбал си игравме, ние се пробавме. И фудбал, и карати, и игрорна, па селски тапан си игравме, тупавме тоа со игрорната, па се прави. Детство, нели, ко детство, па на англиски идевме заедно. Буквално се правевме заедно, ке се скараме заедно, па ке си маваме рамо раци преку тараса. После ке се смириме баје, па фудбал игри. И така. Ама после, нели, Старост. Пораснавме, нели? Пораснавме и секој Многу години. добро. Грешка е старост. Ливија. Титнеме. Да, така. После нели секој по свој пат, кој што не води патот и он едно и ја друго. Се раздели. Дали доколку би имал прилика повторно би? Па никогаш не се знае, нели? Мада Никола повторно соработувам. Тој беше на Не, отварањето ти на кога нови ќе го ресторант. снимат, кога ќе ги снимат новите песни, може да го получите повторно него. Секако. Значи тука му се отворени врата. Кога ќе После земе пет топ. опремата од Donix Band,
старо 68 години, има да направиме профил за спотот. А тоа ви е целото. Столе, ти? Јас почнав со нижо музичко, уште од второ оделение. Така, после... Твоите почетоци се на настапи во музичкото. Да, Че сигурно имате јавни часови на крајот на секоја година. Настапи беше со концерт, блокфлейта, со тоа едно блокфлейта. Свиролче, да не кажем. И така, после се напади, нели, почнав да свирам на саксофон. После година дена свирање на блокфлейта, почнав на саксофон да свирам. Може да кажем дека беше пола како мене. Беше до колена. И така, од година на година почнав да идам на надпревари во 7 оделение. Идев 3 пати на надпревари, на меѓународни надпревари во Србија. Саксофонијада во Смедерево. Таму имам земено 2 втори и една прва награда. Да. И прва награда супер беше. Али заслужив и повеќе од таа прва награда, пошто нели има лауреат, главна награда, јас заслужив и повеќе, али нели таму комисија, врски, и успеа друг да го зема лауреатот, пошто лауреат имаше саксофон А нов, без врски селнер. никаде никој не може Па да тоа е, постигне. саксофон вреден од 5000 евра не се дава на секој, нели? Тоа беше наградата? Да, тоа беше наградата. Не ли те од демотивира тогаш, тоа? Да, ме демотивира и не продолжив да идам на надпревари. Почнав да свирам, тезги да фаќам, јас малку покасно почнав да фаќам тезги, али нема веза, и школото ме тераше да вежбам, да свирам класика, тие такви работи, ноти. Тоа го правам и ден денес, али не бива без тезги. Тезги почнав да свирам во втора година, во трета година средно. Почнав да свирам со диџеј, па после 2 години почнав да свирам со еден бенд кој свираше само блус и комерцијала, поп, странски песни. Али свиравме со нив свиравме година и пол. Се појави Никола и викам зошто да не свирам со него, супер човек, го знам многу време и така. Значи, сепак твоја беше идејата да го свирате, да? И само замислата беше твоја? Па не, се сретнавме на Камени мост. Ми вели, ми да. вели, тебе брат, да правиме проба, да свириме. Хајде, викам, јас имам бенд, али нема веза. Тоа беше пред да се сближиме толку, пред да живееме заедно. Да. Онака случајно ја како чаршија, оно се дет. Абе, кај се бе, шо има, шо нема? Ајде, деме, свирам, па ја имам нешто, ајде, ти што имаш, ја вака, ја така, ајде. Испадна нешто. Се скопив. Да. Тие се по четвртите, сега четврта година сум на факултет, го завршувам факултетот, свирам, учам на популарни жанрови. Тоа нов смер на нашиот факултет на ФМУ, факултет за музичка уметност. И ќе завршиме, па ќе видиме што ќе правиме после. После дали ќе останеме само на тезги или ќе се најде некоја работа таму во Скопје. Во Скопје? Да. Во Струмица не останеш? Па нема, сите места се пополнати во Струмица. Што треба да работам, таксист. Тоа би имаш убава. Добро, и таа професија што ми замисли. Како и да е. Предлагам в продолжение на емисијата да слушнеме што тоа Никола и Столе извежбале досега. Досега ги видовме двата спота, односно спотовите за преработките на песните Кучето мое и Туѓе си бескрајно, а сега ќе ги слушнеме како тие свират во живо. Девојко, зрело јаболко, ме гледај така под око, душава ми ја изгоре, срцево ми го разболе, и како ватар ке дотрчам на раце,
шаран ќе израсне љубовта наша голема. Не гледај така под око, срцево ми оди изгоре, срцево ми го разгоре. И како дар ќе те отрчам на раце, ќе те однесам како шаран ќе израсне љубовта наша голема. Како дар ќе те отрчам на раце, ќе те однесам како шаран ќе израсне љубовта наша голема. Љубовта наша голема. Ова што слушнавме беше песната Како Вардар ќе дотечем од Захар Качувар. Таа е песна која што ви е дел од репертоарот. Да, Ставувам. на почетокот може да се каже. Сега Загревање. на почетокот на секој ваш настав. Скоро, да. Зависи кој како. Нели зависи од луѓето како влијаат на таа музика. Ние треба тоа да гледаме. Како реагираат и Како вие реагираат за да продолжувате видиме да. што треба да се направи, да. Каква музика се свири. Само да ги известам гледачите дека ова нема да е се што слушнеме во живо од нив, некаде пред крајот на емисијата, односно ќе ја завршим емисијата со нивен уште еден настап овде во живо во Агол. А пред да ја одјавам емисијата, би сакала да им се заблагодарам на Никола и на Столе што беа во Аголот Што тама работа? Фала многу на поканата. и очекувам покана за промоција. Здраве Боже, ке си тоа, планираме да ја викнеме. Нема бегање. Поздрав до сите гледачи, уживајте со нас, слушајте не колку можете, се надам дека доволно не рекламираат нас, Канал Плюс, сретни празници се најубаво и чао чао. Пред да ја одјавам емисијата, да се заблагодарам на Јовица Златановски, кој што и беше дел од во Агол. Некогашното бунјарче Да, на некогашното бубњарче и се надам дека повторно ќе се видиме во мејана традиција исто на Секако. феноменалните емисии на Влагол. И Благодарам. добрата водителка на Благодарам. Балканот. Благо. Благодарам многу. Што ќе слушнеме за крај на емисијата? Нека биде изненадување, зашто да не? Боре, Позната песна. познат. Така да ќе ја знаат сите песната. Може би кај некој ќе предизвика емоции, бидејќи малку е така поемотивна. Ви посакувам пријатна вечер. Ви благодарам што бевте дел од уште една емисија во Агол. Се гледаме повторно наредната сабота со нови гости. Секој добро. Што и да ми каже, она ме лаже, она дрско лаже. Како ме вози, најдобро баш ме вози, а ја се рози, костела од рози. Макар ме зеза, макар ме лаже, макар ме вози, за неја само, костела рози. Макар ме зеза, макар ме лаже,
laže, makar me vozi. За нея само постела рози. И без нея болувам, страшно болувам, па и дозволувам, сваща и дозволувам. Не сум залюбен, стварно не сум залюбен, може би спудален, само малко спудален. Макар ме зезе, макар ме лаже, макар ме вози, за нея само постела рози. Макар ме зезе, макар ме лаже, макар ме вози, за нея само постела рози.